Благодарам, господин Джафери. Колеги пратеници, ова е стварно неозбилно. Од се тоа што се случува во собранието. 3 дена пред Нова година и 5 дена пред техничка влада доставувате 150 закони. И очекувате да граѓаните не сватат за озбилно. Не само нас и вас. Владата тера економија или тера мајтап со граѓаните? Најголем проблем во економијата, кога беше дискусијата за буџетот, го кажав, неконзистентни економски политики. Предлагате овде, лани истото да се случи. 31.12. го изменавте даночниот систем. Од рамен данок преминавте на прогресивен данок. Сега, по процедура во собранието е, пу не важи, се враќаме назад на рамен данок. И како фирмите да планираат развој, како фирмите да планираат подобро работење во наредната година, кога не знаат што ги очекува. Еднаш вака, еднаш така. Што е најстрашното, со ова вие покажувате дека и сега закон што ќе се донеси по некој месец дека може да се врати назад. И таа мала доверба што има луѓето во вас ја губат. Не е проблем што ја губат довербата во вас, ние како позиција за тоа нормално би се радувале. Меѓутоа проблем е за економијата македонска. Проблем е за граѓаните. Фирмите место да планираат развој, фирмите чекаат да видат што ќе се случи. И стојат на стендбај. Цел куп закони предлагате по скратена постапка сега во 5 минути до 12. 200 закони во собраниска процедура. Човек да ги чита не знае за што се зборува. Конкретно за дневниот ред. Точката 42. Предлог на закон за дополнување на законот за даночна постапка по скратена постапка, поднесен од пратеници. Пак ќе кажам, 31.12. завршва фискалната година и наеднаш пратениците им текна да поднесат измени во закон за даночна постапка. Предлагам да се тргне од дневен ред, бидејќи, пак ќе кажам, тоа ствара една правна економска несигурност. Точка 42. Ја кажав, господине Джафери, веројатно не сте ме слушнале, пак ќе повторам. 42. Предлог на закон за дополнување на закон за даночна постапка. Да се тргне. Точката 40. Предлог на закон за изменување и дополнување на законот за јавни предпријатија по скратена постапка. Исто така се тргне од дневен ред. И точката 62. Предлог на закон за изменување и дополнување на законот за вршење на сметководствени работи. Ако веќе сакате да дискутираме на оваа тема на 31.12. оваа година, да се качи погоре на дневниот ред, тоест да биде како точка број 10. Благодарам.